емисија Мој збор ќе разговараме на тематска целина семејно право, кои се промени се случуваат во рамките на семејството и колку законот, односно семејното право, треба да ги инкорпорира современите трендови и современите промени кои што настануваат во рамките на структурите, формите и меѓусебните односи помеѓу сите чинители на семејната заедница. Говориме за новиот предлог граѓански законник кој што треба да ги овоплоти сите реформи во поглед на семејното право како би се обезбедила општа правда во овој домен на заедничкото живење помеѓу луѓето, меѓутоа исто така и да се обезбеди една правна слика за тоа како изгледа семејството и кои се правните норми кои што треба да се постават во доменот на семејството. За овој дел во првото поглавие разговарам со професор доктор Дејан Мицковиќ, инаку професор на правниот факултет од областа на семејно и наследно право, а во второто поглавие, односно вториот дел од емисијата Мој збор, ќе продискутираме со адвокатот магистар Владимир Бангиевски, особено од практичниот аспект и од поведувањето на судските спорови и судските процеси кои што се однесуваат на овозможување на правата во рамките на семејните односи, колку самите семејни спорови знаат да бидат обременети во емотивен поглед и колку адвокатите имаат удел да се заврши целта, односно да се обезбеди правото и правдата кога се семејните спорови во прашање, ќе предискутираме од практичен аспект и со адвокатот магистар Владимир Бангиевски. Вие останете во продолжение со нас и дознаете се што се однесува на аспектите на заедничкото живење во поглед на основната човечка заедница, а тоа е семејството како главна општествена клетка. Професоре, ви благодарам што ја прифативте поканата да гостувате во емисијата Мој збор. Мислам дека ни се наметна со сите нови случувања и општествени појави кои што директно се врзани со промените кои што настануваат и во семејната и во општествената слика, да позборуваме малку и за правните аспекти на семејството и колку правото треба да ги следи сите тие трендови и појави кои што се случуваат во современото семејство. Сега јас кога го проучував со однос на тоа дека имам социолошко образование, па таму има навистина многу дефиниции за семејство, па разликуваме прединдустријско, индустријско, нуклеусно семејство, семејство на потекло и така натаму. Меѓутоа кога го разгледував законот за семејство во македонското законодавство, таму има една интересна дефиниција, според мене доста куса, а тоа е дека семејството го представуваат родителите во заедница со своите деца. Дали сметате дека таа е доволна дефиниција, што може да ги одрази современите техови и состојби на семејството, или сметате дека таа дефиниција треба и да се прошири и видоизмени на некој начин? Да, македонскиот закон е еден од ретките закони кои што воопшто и дава дефиниција за семејството. Во најголем број европски држави немаме во законите дефиниција за семејството. И тоа е од причина што навистина во последниве неколку децении во рамките на брачните семејните односи се случуваат многу брзи, многу динамични промени, кои што многу е тешко да ги одразите со една дефиниција во законот. Она што е значено се истакне дека семејството е динамична категорија, значи не постои некое универзално семејство кое што постоело во сите временски периоди и во сите општества, напротив, и структурата на семејството и неговите функции и односот на семејството со заедницата и односите внатре во семејството помеѓу партнерите, родителите и децата се менуваат. Но она што е карактеристично за современото општество е дека таа динамика на промени е неверојатно брза. Порано за да се случила некоја промена во семејството биле потребни векови. Во изминативе неколку децении во сите европски земји промените што се случуваат во семејството се навистина изворедно брзи, динамични и тоа секако отвара големи предизвици за законодавците како правото да ги следи тие промени, како тие промени се рефлектираат и во правото. Така што навистина е тешко да се даде една универзална дефиниција за семејството,
поради тоа што во современото општество постои веќе еден плурализам на семејни форми. Значи, поради големиот број на разводи, големиот број вонбрачни заедници, имаме се повеќе рекомпонирани семејства, еднородителски семејства, семејства кои што настануваат со посвојување. Сега со примената на новите репродуктивни технологии имаме семејства каде што едниот или двајцата родители воопшто и немаат генетска врска со нивните деца, така што навистина овие промени се брзи, динамични и правото понекогаш тешко ги следи и тешко се прилагодува. Така, професоре, во последно време во медиумскиот и во јавниот простор многу често може да се слушнат апели од потреба за промена во областа на семејното право. Дури некои здруженија апелираат да се донесе нов закон за семејство или барем да се вметнат, имплементираат некои промени и реформи во постоечкиот закон за семејство. Каде ја гледате неопходноста во интервенирањето во областа на семејното право? Каде е, да кажам, ургентно да се интервенира за да се постигне некоја општа праведност? Навистина се потребни промени во семејното право, имајќи предвид дека сегашните законски решенија датираат уште од далечната 1992 година, кога беше донесен законот за семејството, а и тој закон практично беа преземени нормите од посебните закони кои што беа донесени во далечната 1974 година. Значи, практично ние сме единствената европска држава која што во изминативе 5 децении немала некакви позначени реформи во сферата на семејното право, во ситуација кога, како што истакнав, имаме навистина драматични промени во сите сегменти на брачниот и семејниот живот. И од тука неизбежна е потребата да се реформира семејното законодавство. И ние веќе тоа го правиме поради тоа што една комисија што беше одамна формирана за изработка на граѓанскиот закон на Македонија веќе ја привршува својата работа. Значи, граѓанскиот или нацртот на граѓанскиот законник е веќе подготвен и во рамки на тој граѓански законник ќе бидат содржани и одредбите за семејното право. Значи, во четвртиот дел на граѓанскиот закон се семејно-правните односи и тука се предвидуваат навистина корените реформи, длабоки реформи кои што се неопходни за да се надминат овие слабости кои што постојат во сегашните законски решенија, да се надминат правните празнини и да се обезбеди подобра заштита пред се на правата и интересите на децата. И ние навистина во комисијата во која што работиме направивме еден законски текст кој што сметаме дека ќе одговори на предизвиците пред кој што е исправено семејството во современото општество. На еден ваш јавен настап, чинам дека споменавте дека терминот родителска одговорност треба да биде фаворизиран, односно треба да биде приоритет во однос на родителското право, односно сметате дека терминот родителско право целосно треба да се субституира со родителска одговорност. Тоа е поради тоа што произлегуваат некои нови меѓународни легислативи и закони кои што се поврзани со Конвенција за заштита на правото на детето, па Истанбулската конвенција која што во нашето домашно законодавство веќе и најде примена. Колку сметате дека децата треба да бидат во фокус и нивните права малку повеќе да станат видливи, опишани и дефинирани во новите аспекти на семејното право? Да, ние во делот 4 семејно-правни односи во граѓанскиот закон го користиме практично тој термин родителска одговорност наместо сегашниот родителско право. Тоа произлегува од потребата да се усогласиме со некои меѓународни конвенции, пред се Конвенцијата на Обединетите нации за правата на детето како најзначаен меѓународен документ за правата на детето, каде што се користи терминот родителска одговорност, да се усогласиме и со некои општи тенденции во другите европски држави, бидејќи се поголем број европски законодавства го користат овој термин. И на крајот на криштата да прифатиме еден термин кој што вистински ќе одразува суштината на односот помеѓу родителите и децата. Затоа што кога говорите за родителско право, произлегува дека децата се некаков пасивен објект на заштита, дека родителите имаат само права, а во суштина основа на родителството е одговорноста и обврските што ги имаат родителите спрема децата. Така што ова нема да биде само обична јазична измена, туку ќе одразува суштински
вистинската врска која што постои помеѓу родителите и децата и во преден план ќе ги стави одговорностите на родителите. Значи, родителите имаат пред се обврски и одговорности, а имаат толку права колку што е потребно да ги задоволат овие обврски кои што ги имаат спрема децата. Така што ова е една од измените кои што ги предвидуваме, ги има многу, меѓутоа сметаме дека бидејќи родителското право е најзначајниот дел од семејното право, оваа промена ќе влие и на свеста на граѓаните да знаат што е суштина во односот помеѓу родителите и децата. Уште една предрасуда што многу често може да се сретне во колоквијалниот, да кажем, јазик и често се повторува, а тоа е дека ние се занимаваме само со пресликување на некои меѓународни конвенции кои што треба да ги донесеме, односно нашето на законодавство да го приспособиме на меѓународните текови, а тоа не произлегува од реалната општествена слика која што ние живееме, па се апелира на поголема инхерентност во поглед на законодавството и правниот систем да извира од домицилните потреби на граѓаните. Го имате ли вие тој впечаток дека ние премногу пресликуваме, а не се прилагодуваат постоечките меѓународни, да кажам, правни аспекти на домашните реални состојби, или можеби е тоа само еден лаички впечаток на луѓето? Па ако направиме една анализа на реформите во нашето законодавство, навистина се стекнува впечаток дека многу често се обидуваме некритички, би кажал, да преземеме решенија од други држави. Тоа е особено значено во сферата на семејното право, бидејќи знаете, семејното право е најспецифична правна дисциплина. Таа е најтесно, најблиску поврзана со традицијата, културата, обичаите, правната традиција и историја во една држава, за разлика од некои други правни дисциплини. И од тука, кога се прави обид да се реформира законодавството, секако треба пред се да се има предвид културниот контекст во кој што ние живееме, така што, да кажеме, ние ги анализиравме сите граѓански законици и сите закони за семејството во Европа. Голем број од нив се и релативно нови, да кажеме, еден од поновите е чешкиот граѓански закон, холандскиот граѓански закон. Меѓутоа, наша интенција беше да се запознаеме со општите тенденции кои што постојат во сферата на регулирање на брачните семејните односи, а не некритички да ги преземаме. Затоа што некое законско решение кое што може би одлично функционира во Холандија или во Данска, во Македонија, ако кажеме така е во Данска, така да биде и кај нас, во Данска живеат данци. Со друга историја, друга традиција, друга култура, други обичаи кои што понекогаш не се компатибилни со оние кои што постојат во Македонија. И затоа не само во сферата на семејното право, но пред се би рекол во сферата на семејното право, треба да се има предвид она што е реалност во нашето општество. Ние ги имавме предвид пред се судската пракса, бидејќи тука најдобро се рефлектираат сите оние проблеми и недостатоци во постојното законодавство. Ги имавме предвид судските одлуки на Европскиот суд за човекови права, каде што за жал многу често Македонија е осудувана заради непочитување на членот 8 на Европската конвенција за човекови права во сферата на приватниот и семејниот живот. Имавме предвид правната теорија, но во основа пред се задржувавме на она што значи недостаток на нашето законодавство и се обидовме да направиме законски решенија кои што ќе бидат современи, модерни, но кои што ќе одразуваат и рефлектираат реалната потреба на граѓаните и за регулирање во семејно-правните односи. Така, во интерес на времето, професоре, само краток коментар за крај. Дали се согласувате со констатацијата на многу социолози кои што велат дека ова е време на залез на бракот и залез на семејството, барем во она форма што ја знаеме бракот како моногамна хетеросексуална заедница или семејството како заедница на родителите со децата? Сметате ли дека има веќе значителни трендови во кои што еменуваат сликата на бракот и семејството? Брачните семејните односи, кои што кажав, навистина доживуваат брзи и динамични промени. Меѓутоа, семејството секако ќе опстане, затоа што тоа игра една есенцијална општествена функција, а тоа е репродукција на човековиот род. Во рамките на семејството се раѓаат, се чуваат, се воспитуваат, се социјализираат децата и не постои, не е измислена друга човекова заедница или институција која што ќе преземе таа улога на семејството. Така што јас немам никакви дилеми, семејството постои, семејството
ќе обстои и во иднина, ќе се менуваат неговите форми, неговите функции, структурата на семејството, односите во рамките на семејството, но семејството како заедница мора да постои за да може да дојде до репродукција на човековиот род, за да може да се чуваат, да се воспитуваат, да се социализираат децата. И ние при реформата на семејното законодавство, во изработката на граѓанскиот закон, во преден план ги имавме правата и интересите на децата, кога говориме за семејно-правните односи, затоа што навистина тука имаме сериозни проблеми, особено тука мислам на ситуациите кога се работи за вршено родителското право по разводот на брак, каде што имаме навистина застарени законски решенија, голем број невладени организации со години апелираат тука да имаме реформа. Ние исто така со години се залагаме за оваа реформа и навистина тука предвидуваме сериозни реформи, го уведуваме оној модел кој што постои со децении во другите европски држави, а тоа е моделот на поделено родителство. Ги имаме во предвид правата и интересите на децата, пред се правото на детето да каже своето мислење во сите постапки која се решува за неговите права и интереси, најдобриот интерес на детето да биде основен критериум кога се носат одлуки за неговите права и интереси. Со еден збор можам да кажам дека се обидовме на правата и на интересите на детето да дадеме посебен фокус, посебно значење. Имаме и посебна глава за правата на детето, што сега во сегашното законодавство не постои, така што можам да кажам тоа не беше еден од главните фокуси при оваа реформа. Ве благодарам, професоре, за овој разговор и се надам во следна прилика ќе се видиме кога веќе ќе се донесат новите реформи во новиот проект за граѓанскиот закон. До тогаш ви посакувам многу успех во вашата работа. Благодарам на вас. Владимир Бангиевски, адвокат, човек од праксата, сега намерно го направив овој премин. Во првиот дел од емисијата разговаравме со професор доктор Дејан Мицковиќ и тој ни ги објасни сите аспекти кои што се однесуваат на потребата во реформите во однос на граѓанскиот законник, кои што ќе ги имплементираат и современите состојби во самото семејство и во семејното право, и тие на некој начин треба да обезбедат поголема правда и во пракса, меѓутоа и законски да имаат подложка, заради тоа што сме сведоци дека самото семејство го менува својот облик, ги менува своите структури, своите односи и некако се сложивме со професорот Мицковиќ дека е потребно, дури и неопходни се реформи во семејното право. Она што мене како слушател и можам да кажам како лаик слободно, заради тоа што во име на јавноста сум тука да ги поставам сите прашања кои што создаваат некои дилеми, не ми беше јасно е во однос на тоа што представува семејно право, кога ќе се слуша на терминот семејно право, на почетокот делува како некој преабстрактен поим и не знаеме што вклучува, кои судски постапки и кои судски процедури ги вклучува семејното право, кои се најчести од твоето искуство во твоето долгогодишно работење, и да објасниме која е корелацијата на семејното право со граѓанското право, затоа што семејното право, како што разбрав, ќе биде инкорпорирано во новиот предлог од граѓански законник, како една од 5 точки на граѓанскиот законник. Колку што сватив, семејното право е некој тип на подмножество на граѓанското право, меѓутоа ајде убаво да ги објасниме сите овие односи. Што представува семејното право, кои закони ги вклучува, кои односи ги регулира и твој еден личен став да ни кажеш дали сме во право кога велиме дека е крајно време да се направат и да се вклучат тие реформи во семејното право. Најнапред сакам да ви се заблагодарам за поканата да учествувам во оваа ваша ценета и многу гледана емисија. И за почеток ајде да почнам од последното подпрашање кое што ми го поставивте. Значи, семејното право е гранка на правото, дел од правниот систем, меѓутоа семејното право е и дел од граѓанското право. Граѓанското право се состои од општ дел на граѓанско право, стварно право, облигационо право, наследно право и семејно право. Конкретно, како што и самото
име, самиот назив кажува. Семејното право ги уредува семејно-правните односи. Значи, односите помеѓу брачните другари, односите помеѓу родителите и децата и односите во рамките на поширокото семејство, каде што освен брачните другари и нивните заеднички деца, во рамките на семејството учествуваат и други поблиски роднини. Мој личен став, а и став на многумина е дека семејството е темелот на едно општество. Јас би додал дека колку е семејството поздраво, толку и општеството ќе биде поздраво. Сега, како што и вие кажавте, и сте целосно во право, денеска семејството доживува брза трансформација, структурална, функционална. Денеска не можеме да зборуваме за семејство на исти начин на кој што можеби сме зборувале пред, да речеме, 20, 30, 50 години или повеќе. Од тој аспект, очекувам, бидејќи го споменавте и граѓанскиот законник, семејното законодавство ќе биде дел од граѓанскиот законник, очекувам дека стручната, експертската, професионалната комисија која што работи во делот на семејно-правните односи на вистина ќе предложи решенија кои што ќе бидат одраз на она што значи денешно современо семејство. И на вистина, ако го погледнете денешниот закон за семејство, како основен закон кој што ги регулира семејно-правните односи во Македонија, ако навлезете во деловите од законот кои што зборуваат за поимот на семејството, за односите помеѓу родителите и децата, за старателството, за издржувањето и така натака, ќе видите дека потребни се одредени осовременувања на некои законски решенија кои што повеќе не одговараат на тоа што денеска представува современо семејство. И јас навистина очекувам дека комисијата која што работи на новиот граѓански законник во делот на семејното законодавство ќе предложи едноставно решение кои што ќе одговараат на современите трендови кои што постојат во рамките на семејството и современото поимање за тоа што е семејство. Како повторно ќе ја искористам таа синтагма, како човек од пракса, човек кој што работи со луѓе и кој што застапува странки, кој што ги брани, да речем, човековите права и ги застапува интересите на клиентите и во поглед на семејното право. Еве од искуство да ни споделиш, да ни кажеш дали има вистина во тврдењето дека човек кога работи на процесот, односно на постапките кои што се однесуваат со стварување на правата во рамките на семејното право, некако тие се постапки кои што се најодговорни, најтешки, затоа што човекот тука одлучува за туѓите судбини, тука се инволвирани директно, да речам, и животот на поединецот и на клиентот и на цели семејства, и колку тука треба да се направи, да речам, таа строга дистанца во смисла да не се вклучува човечкиот фактор, да се биде само сурово ладно професионален, за да може да се обезбеди нели објективна правда и објективен пристап до самата правда, колку е тешко на пример да се разграничи човечкиот аспект кој што кај сите нас е присутен, а колку професионалниот треба да биде вклучен или да биде сепак зачинет со оној човечки аспект за да може да се постигне најдобриот интерес на странката што ја застапуваш во процесите на семејното право, без разлика дали е тоа развод или доделување на старателство на деца и некои други аспекти кои што се однесуваат на конкретно на судските постапки во областа на семејното право. Знаете како, кога работите
спорови од областа на семејното право, секогаш емотивниот момент е доминантен. Било кај странката, било кај адвокатот или кај другите евентуално инволвирани. Колку ќе успеете да се издигнете на тој емотивен момент и да ја работите чисто професионално, вашата работа е веќе прашање на пристап, на став и на приот кон проблемот, кон предметот, кон работата, најопшто кажано. Еднаш прочитав на едно место дека секое семејство е среќно на свој начин, меѓутоа секое семејство е несреќно исто така на свој начин. Значи, никогаш немате бракоразводна парница или парница за доделување на деца или парница за издршка, кои што личат, народно кажано, јајце на јајце. Секоја парница од областа на семејно-правните, брачните односи си е приказка сама за себе. И ние адвокатите многу пати со текот на времето овој тип на предмети почнуваме веќе да ги работиме, како што велат, на лента, меѓутоа не е така. Затоа што колку повеќе влезете во суштината на проблемот, толку имате повеќе шанса да им помогнете на братчите другари кои што се разведуваат или на поранештите братчи другари кои што го делат заедничкиот имот, се борат околу тоа кое дете или каде ќе припаднат децата и така натака и така натака. Поразителни се бројките. Зборувам статистичките бројки за тоа колку е во експанзија разводот на браковите во Македонија, кај нас. И тоа е навистина загрижувачки. Се надевам дека доколку се променат можеби условите за живење, ќе се намали таа бројка, бидејќи економскиот фактор по мене барем игра клучна улога во зачувувањето не само на бракот, туку и на постоењето на една хармонична брачна заедница. И не само хармонична брачна заедница, хармонични односи помеѓу родителите и децата. Јас не велам дека економскиот фактор е се. Се разбира, тука доаѓаат во предвид и карактерните особини, емотивните конструкции на самата личност, интересите и така натака. Тоа се веќе прашања од областа на психологијата, но се едно задираат во семејното право. Сакам да кажам дека можеби и одредени нови решенија кои што се најавуваат во рамките на семејното законодавство, како дел од новиот граѓански закон кој што е во најава, ќе овозможат навистина да поправедно се регулираат тие семејни односи, но и да дојде до поправедни пресуди во рамките на семејните спорови. Семејните спорови се многу специфични, баш заради тој емотивен момент кој што го спомнав и кој што е доминантен. Од самиот почеток, значи во рамките веќе на самиот брак и на самата семејна заедница, па се до правосилноста на пресудата, а и потоа. И тие семејни спорови оставаат навистина лузни не само кај брачните другари, туку и кај нивните малолетни, па ако сакате дури и полнолетни деца. Оставаат и трајни последици, трајни негативни сеќавања и така натака. Затоа реков дека со посебно внимание треба да се приоѓа кога станува збор за нарушени брачни или семејни односи. Не го спомнавме тука семејното насилство, кое што исто така е во експанзија покрај бракоразводните парници. Се повеќе се поднесуваат тужби од областа на семејното насилство, што е застрашувачки факт.
Од разговорот со моите денешни соговорници заклучивме дека реформите во семејното право се неопходни и тие треба да овозможат правична дистрибуција на семејните односи и да го зачуваат семејството како нуклеусна заедница во рамките на општественото живење. Вие следевте емисијата Мој збор на тема семејно право. Ние се гледаме веќе следната недела во истиот термин, а до тогаш убави поздрави.